Ни понудија само кафе и вода наместо повисоки плати. Ништо од ветувањето за линеарното зголемување од 2806 денари. Ова го изјави првиот човек на Сојузот на синдикатите на Македонија Дарко Димовски под двочасовната средба во владата кој рече дека штрајк ќе има. Разочаран е од разговорите со владините представници, зашто наместо одговор за подобрување на живеачката, власта ја поплукала дадената рака дека ќе добијат зголемување. Кафе и вода не понудија, се напивме кафе и вода, слушнавме како нема пари, не слушнавме одговор на тоа што прашавме и тоа е резултатот на утре, каде што ќе се донесе одлука за штрајк. Димовски рече дека утре ќе заседаваат највисоките тела на ССМ и се очекува експресно да биде донесена одлуката за стапување во генерален штрајк. Ова повише не се издржува и разочаран сум од преговорите со владините представници. Ќе се плюкнеме за раката, ќе се откажеме од дневниците за време на штрајкот, бидејќи еве како што велат, ако немаат навистина пари, со алал им ги дадеме нашите дневници, но ќе штрајкуваме за нашите права и за екзистенција на работникот и на нивните фамилии. Синдикатот бараше средба со премиерот, министрите за финансии и за економија, но ги примија само вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битиќи и министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска. Договор нема, ама затоа штрајк ќе има, вели првиот човек на Сојузот на синдикатите на Македонија веднаш по завршување на денешната средба. Разочарани се затоа што владата не ги слуша барањата на работниците. Одлуката за штрајк се носи зашто во буџетот не биле предвидени ветените пари за работниците кои сега им се и повеќе од потребни, зашто инфлацијата ја изеде работничката плата. Инаку генерален штрајк значи блокада на сите институции и нивно невозможување да работат.